Светлопис раскази за деца. Чудата на Свети Јоанники Ракотински. Во наше време, меѓу луѓето што живеат, работат и се молат, Бог го прослави Свети Јоанники Ракотински и ни подари еден тивок и добар светител. Тој не сакал да биде славен, сакал само да се моли, да им помага на луѓето и да ја носи Божјата светлина таму каде што е најтемно. И кога го напуштил овој свет, љубовта не завршила. Тогаш почнале чудата. Во една тивка и убава планина, каде што шума дрвјата и камбаните звонат меко и радосно, се наоѓа Бигорскиот манастир. Таму, во мал Параклис, неколку години престојувале честните мошти на Свети Јоанники Ракотински. Монасите велат дека тогаш манастирот бил исполнет со особена тишина, со мир и со светлина. И токму тогаш почнале да се случуваат чудата. Еден млад брат во манастирот имал рана во устата, што не сакала да зарасне. Тој тивко се помолил пред моштите на Свети Јоанники и рекол: "Оче Јоанникије, помогни ми." Следниот ден рана веќе немало. Братот се израдувал, а во срцето почувствувал голема благодарност кон Бога. Еднаш, мала честица од моштице на Свети Јоанники стигнала во еден манастир во Верија. Таму монасите ја чувале со љубов и почит. Кога некој бил болен или тажен, монасите им велеле на луѓето: "Запалете кандило и помолете се на Свети Јоанники." И се случувале чуда. Една жена која долго време имала тешки мисли и немир, кога се помолила пред моштите, во срцето почувствувала големо леснување, мир и радост. Еден млад човек, кој имал големи камења во бубрезите и требало да оди на операција, се поклонил пред моштите, но не знаел кој е Свети Јоанники. Кога отишол на лекар, камењата ги немало. Исчезнале без болка, без трага. Исто така, едно мало девојче кое долго време било вознемирено и уплашено, кога ги целивало моштите, се смирило и почнало повторно да се смее. Во нашата татковина, моштите на Свети Јоанники се чуваат со љубов и почит. Пред кивотот со моштите на Свети Јоанники во соборниот храм во Скопје секојдневно доаѓаат луѓе. Некои доаѓаат со вера, некои со надеж, а некои со болка во срцето. Едно мало дете, кое долго време кашлало и имало тешка болест на белите дробови, било донесено на денот на канонизацијата. Веднаш по службата, кашлицата престанала. Подоцна, кога отишле кај лекар, дознале дека болеста се повлекла. И една жена, која неколку дена имала силни главоболки, присуствувала на молитва пред моштите. Во истиот миг болката исчезнала. Една мајка која никогаш претходно не слушнала за Свети Јоанники, дошла во храм со наведната глава и со срце полно со болка. Незиниот син бил во голема опасност, не можел да зборува, да гледа, ниту да се движи. Со солзи се помолила пред кивотот со мошти. И тогаш почнало чудото. Веќе следниот ден детето било подобро. По неколку дена само и се јавило на мајка си по телефон. Лекарите рекле дека снимките се чисти. Пред моштите на Свети Јоанники се молеле и други луѓе што биле многу болни. По молитвите многумина почувствувале улеснување, сила и надеж. Дури и лекарите се чуделе како луѓето се подобрувале. Свештениците велат: не Свети Јоанники ги прави чудата, туку Бог поради неговата молитва. А на децата им велиме: чудо не е само кога некој ќе оздрави, чудо е и кога срцето ќе се смири, солзите ќе се претворат во надеж, стравот ќе се замине, љубовта ќе победи. Свети Јоанники Ракотински и денес е со нас. Кога ќе запалиш свеќа, кога ќе кажеш тивка молитва, кога ќе поверуваш, знај дека Бог слуша и светлината никогаш не згаснува. Свети Јоанники тихо се моли за нас.
Слобискано за деца.